Почитуван колега Велјановски, почитувани колеги пратеници, веќе 5 дена ве слушаме како дебатирате, како реплицирате и ниту еден од вас не каже ништо за точката од дневниот ред. Избор на председател, заменик председател, членови и заменици членови на комисијата за избори и именување. Веќе 5 дена го кршите деловникот на ова собрание, а со тоа го кршите и Уставот на Република Македонија. Кој член ве молам, кој член? Член 89 и 90 од деловникот на ова собрание. Почитуван председавач, имам една дилема и би сакала после моето процедурално обраќање да ми одговорите. Дали можеби вие или партијата ВМРО-ДПМН има дилема околу вашиот предлог за председател на комисијата за избори и именување? Дали можеби мислите дека Илија Димовски не може доследно да си ја извршува задачата од кога ќе го избереме за председател на оваа комисија? Ако мислите така, тогаш повлечете си го предлогот, дајте друг предлог, ќе ја гласаме комисијата и да продолжиме со работа. Меѓутоа целта ви е јасна, граѓаните разбираат и знаат што сакате да постигнете. Благодарам. Имате една единствена цел, а тоа е да ги спасите криминалците од ВМРО-ДПМН, да ги оставите ден повеќе. Ќе се вратам по деловникот и ќе се вратам и во процедурално. Не е процедурално, ве. Неколку пати споменавте дека сакате дебата. Доколку сакате дебата, колеги пратеници од ВМРО-ДПМН, дајте веднаш да го одблокираме собранието, ќе гласаме за комисијата, потоа ќе гласаме за председател на ова собрание, ќе гласаме за нова реформска влада и ќе имате можност да дебатирате по сите закони кои што ќе ги предложи новата реформска влада, кои што ќе донесат живот во Македонија. Благодарам. Велите сте биле соочени со постизборна измама, не колеги пратеници. Соочени сте со постизборна реалност на новото постизборно мнозинство во овој парламент. Од 67 пратеници кои што ќе одлучи кој ќе биде идниот председател на ова собрание и кој ќе избере новата реформска влада. Благодарам. И сакала да ви препорачам на вас, колеги пратеници од ВМРО-ДПМН. Благодарам, заврши процедуралното, ве молам. Знам дека ви е тешко да ја прифатите реалноста, меѓутоа не е крај на свет. Исклучете, ве молам. Благодарам. Очигледно некој без микрофон сака да збори.